Ден по одржаната седница на Економско-социјалниот совет од Сојузот на синдикати на Македонија, денеска пак го повторија еден од нивните клучни ставови во преговорите. Односно, дека тие мора да знаат колкав ќе биде процентот за првото зголемување и како ќе растат платите во јавниот сектор. Ние мора да знаеме за колкав процент ќе пораснат платите во јавниот сектор. Мора да знаеме за колкав процент ќе пораснат сега од септември доколку се случи тоа и ќе мора да знаеме колкав процент ќе се зголемат платите во септември наредната година, се до моментот кога ќе почнеме да пресметуваме платата на вработените во јавниот сектор, коефициент на сложеност по просечна плата. Барањата на синдикатот за враќање на функционерските плати на ниво од пред големото покачување од 78% и понатаму останува приоритетно и на него во синдикатот гледаат на повеќе начини. Нивните плати да се намалат за да дадат на македонските граѓани, на македонските работници позитивен придонес и пример дека тоа што го направија со Уставниот суд е нечовечки и нелогично. Од друга страна, синдикатот го пресметал следново. Да подсетам, доколку функционерите утре се откажат од нивните 78% изголемени плати, секој вработен во јавниот сектор би добил по 1500 евра во нето на неговата сметка, ако тие пари се трансферираат во плати на вработените во јавниот сектор. Сметаме дека треба да бидат солидарни во овој момент. За министерката за труд и социјала Јованка Тренчовска, за намалувањето на функционерските плати се бара системско решение, одговори таа денеска. Да бараме системско решение и заедно со системот на плати планираме да го решиме тој проблем.